Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Општина Охрид порано да објавува новогодишната програма, бараат граѓаните. Атмосферата од божикните базари од светските метрополи, учениците кои изучуваат германски јазик ја донесоа во Охрид. Агенцијата за храна и ветеринарство најавува засилени инспекцијски контроли, посебно на новогодишните пакетчиња. После скоро 4 децении постоење, подобрување на условите во струшка нефрологија. Шумскиот пожар на Малибу се уште гори, евакуирани илјадници луѓе. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 10 степени Целзиусови. Во четврток над Северно море ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе услови стабилно и студено време со зголемена облачност. Локално на Пиринејскиот полуостров со врнежи од дожд, а во источноевропската низина со врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 2 до 14 степени. Во Македонија во четврток во утринските часови ќе има појава на магла во котлините, ќе превладува студено време со дополнителен пат на утринските температури. Во текот на денот ќе имаме умерено облачно и посвежо време со сончеви периоди. Утринските температури ќе се движат во интервал од -4 до 4 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 1 до 11 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе дува засилен западен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 7 степени. Во Охрид во петок по студеното утро и температура од -1 степен, во текот на денот ќе имаме претежно сончево време со локална облачност и максимални 8 степени. Во сабота умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне и навечер со врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне до 5 степени. Во недела во утринските часови врнежите од дожд ќе престанат и до крајот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 5 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени.
Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Главниот туристички центар подготвен во новогодишно руво, да ги дочека илјадниците гости за празниците. На Охридскиот плоштад ќе има и новогодишен базар. Од локалната најавуваат богата програма, но граѓаните велат истата треба порано да се објавува за привлекување на повеќе туристи. Охрид блесна во новогодишно руво. Илјадници сјалички и светлички реквизити го красат главниот туристички центар. По теркот на европските метрополи, годинава на двата плоштади ќе има новогодишни базари за посетителите. Од локалната велат се организира масовен дочек на новата година на градскиот плоштад со богата музичка програма која ќе биде објавена следните денови. На двата плоштади ќе бидат поставени унифицирани типизирани куќарки за продажба на храна и сувенири, како и за продажба на новогодишни украси, со што би се збогатила и онака богатата понуда на градот Охрид, каде што многобројните туристи ќе можат да уживаат во новогодишната атмосфера. Граѓаните велат потребно е порано да се подготвува и објавува новогодишната програма, за да се привлекуваат повеќе туристи. Во секој случај, треба навреме да се кажат, вака и вака ќе имат прослава и то, па да имаме и повеќе посетители. Нормално треба да се запознае народот. Нормално да се направи промоција за Охрид и така. Што поголема промоција, повеќе ќе имаме туристи. Тоа е нормално. Од хотелската асоциација велат за новогодишните празници ќе има огромен број на гости, најбројни ќе бидат туристите од соседството, особено од Република Србија, каде што Охрид се нуди на големо за дочек на новата година. Учениците кои изучуваат германски јазик на градскиот плоштад во Охрид ја донесоа празничната атмосфера од божитните базари во германските метрополи. Синоќа сите кои го посетија базарот, но и случајните минувачи, уживаа во традиционални германски вкусови, подготвени од учениците и родителите од основните и средните училишта. Украсените штандови, новогодишните рачно изработени декорации, музика и танци го најавија највеселиот период во годината. Во пресред на највеселиот период во годината, учениците кои го изучуваат германскиот јазик од основните и средните училишта ја донесоа магијата на божитните базари од германските метрополи на градскиот плоштад во Охрид. На украсени штандови со своји новогодишни ракотворби, украси и вкусна храна, како и со музика и танцови точки, приредија вистинска празнична забава. Пред новогодишниот базар се организира на иницијатива на Сдруженијето на наставници по германски јазик и книжевност во Македонија. Се собравме тука во лулката на македонската писменост и култура да ја споделиме културата и традицијата на народот, чиј што јазик го предаваме со цел да ги израдуваме децата во оваа предновогодишна магија. Значи, идејата ни беше традицијата со предновогодишните божитни базари од европските метрополи да ја донесеме тука кај нас на македонско тло. Полека, но сигурно, ова иницијатива ни станува традиција. Минатата година нашите колешки ја реализираа успешно зимската приказна во Битола, значи организираа исто така предновогодишен германски базар
и охрабрени од позитивниот успех што лани го доживеавме, решивме оваа година да направиме уште помасовен настан и тоа тука во Охрид. Иницијативата беше одлично прифатена пред се од дечињата, но и од родителите, со чија поддршка и директна вклученост се реализира безпрекорно, вели Ивана Арнаудова, наставничка по германски јазик во Основното училиште Свети Климент Охридски. Ова иницијатива на наша огромна среќа и задоволство најде на многу позитивни реакции кај родителите, кај учениците кои го изучуваат германскиот јазик во општина Охрид и околината. Многу ми е вака особена чест ми е што го прифатија нашиот предлог за организирање на ваков предновогодишен базар и многу ни помогна во изработки на одредени подароци, одредени предновогодишни подароци за секое дете кои овде ќе се делат хуманитарно, ревијално, односно бесплатно. Организирајќи вакви настани, ја поттикнуваме мотивацијата кај учениците за изучување на германскиот, но и воопшто кон изучување на странските јазици, вели Ивана Маховска, наставничка по германски во Основно училиште Григор Прличев и член на претседателството на Сдруженијето на наставници по германски јазик. Поглед на тоа што јазикот е една жива материја, добро е ваквите настани кои што ги организираме да се протнуваат секогаш низ наставата. Подготвувајќи се за овој настан конкретно, ние се подготвувавме и на самите часови, изучувајќи вокабулар за Нова година и за Божик со пониските оделенија, по високите оделенија веќе тоа го правеле го изучувале пред неколку години. Со дидактички материјали се подготвувавме со Божикни приказни, бидејќи она што учениците кои што се во самите штандови внатре ќе им го представат на посетителите, требаше претходно самите да се подготвуваат за тоа. Најважно од сена овој настан е што секоја подготовка, секоја изработка која што ќе може да ја забележите на штандовите е исклучително од учениците со нивните родители, на кои што срдечно им се заблагодаруваме, бидејќи се она што е направено е подготвено со љубов од дете за дете. Германскиот јазик во државава е застапен во сите училишта. Во Охрид речиси 90% од учениците го изучуваат германскиот јазик како во основните, така и во средните училишта. Гете институтот Скопје ги поддржува наставниците по германски со обуки и дидактички материјали со цел висококвалитетна настава, но љубовта кон странски јазик не се стекнува само во училишните клупи. Меѓутоа, изучувањето јазик не е само учење граматика и вокабулар, туку е запознавање со еден нов свет, тоа е германската култура, традиција, менталитет. И на овој начин наставниците со нивните ученици го вадат германскиот јазик надвор од училница и докажуваат и ја приближуваат магијата во конкретниот случај од Божикниот панагир, како што има во Германија, ја носи тука во Македонија. Предновогодишниот базар во Охрид беше реализиран со поддршка од општината, амбасадата на Сојузна Република Германија во Скопје, Гете институтот, општествено одговорни компании од Охрид, Црвениот крст и СВР Охрид. Се засилуваат инспекциските контроли пред новогодишните празници. Пакетчињата за деца под посебен мониторинг, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во пресред на новогодишните и божикните празници, Агенцијата за храна и ветеринарство почнува со спроведување на засилени вонредни контроли кај операторите со храна. Со цел заштита на здравието на најмладата популација, потрошувачи децата, акцент на контролите е ставен на новогодишните пакетчиња и нивната безбедност. АХВ апелира до операторите со храна да не се обидуваат да манипулираат со потрошувачите, особено со новогодишните пакетчиња, подметнувајќи и небезбедни производи, најчесто со поминат рок на употреба. За ваквите недоследности граѓаните веќе алармирале до агенцијата. Оттаму со апели до граѓаните да бидат одговорни купувачи и храна да купуваат од регистрирани одобрени објекти кои се под контрола на инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство. Секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната, граѓаните може да ја пријават во агенцијата лично, телефонски на бесплатниот број 0800 3 22 22 или електронски на info@fva.gov.mk. После речиси 4 децении постојање во јавната здравствена установа Нефрологија Струга извршени се поголеми градежни зафати, а инвестирано е и во подобрување на условите за третман на пациентите. Модернизирана е и веб страната на установата, со што пациентите ќе можат електронски да закажат прегледи и дијализа.
Заменик министерот за локална самоуправа Ерџан Селими, заедно со директорот на јавната здравствена установа Нефрологија Струга Јетмир Зиба и директорот на Центарот за развој на југозападниот плански регион Ваљон Каба, денеска ја посетија установата, со што и официјално се означи имплементацијата на проектот вреден 26 милиони денари. Проектот Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој фаза 2 преку програмата Инвестициски проект со дигитална компонента од грантовата шема го реализира Министерството за локална самоуправа со поддршка на владата на Швајцарија. Во рамки на проектот на главната зграда на установата поставени се фотонапонски панели, има соларен систем за загревање на вода, нов систем за грејење и ладење, дизел агрегат, извршена е замена на столаријата и подобрен е системот за осветлување во внатрешноста на објектот. Истовремено поставен е и безжичен систем за болничка дојава во одделот за интензивна нега. Воспоставен е централен систем за дистрибуција на кислород. Извршена е надградба на интернет страната на установата со можност за електронско закажување на прегледи и дијализа. Инвестирано е и во објектот наменет за холидеј дијализа, кој сега е комплетно реновиран. Има и нов систем за грејење и ладење и вентилација, нов инвентар, информираше директорот на јавната здравствена установа Нефрологија Зиба. Заменик министерот за локална самоуправа Ерџан Селими рече дека сега установата нуди услуги и третман по сите стандарди во интерес на нејзините пациенти, нашите граѓани, но и оние од регионот, а создадени си услови за развој на здравствен туризам, што е од значење не само за Струга, туку и за целиот југозападен регион. Повеќе кратните придобивки од инвестицијата во установата ги посочи и директорот на Центарот за развој на југозападниот плански регион Ваљон Каба. Вредноста на целиот проект изнесува 26 милиони 43.286 денари. Министерството обезбеди 11 милиони 324.000 денари, Швајцарската агенција за развој и соработка учествува со 9 милиони 200.000 денари, финансиски удел има и установата со 4 милиони 200.000 денари, а останатите се средства од буџетот на општина Струга. Започна реконструкцијата на кружниот тек на пресекот на улиците Железничка, 15 корпус и 7 ноември, со што се комплетира сообраќајната функционалност на влезот во Охрид од страна на Битола, информира градоначалникот Пецаков. Предвидена е реконструкција на тротоарот и коловозот, како и поставување на нови рабници и ново јавно осветлување. Вкупната вредност на проектот е 8 милиони 367.000 денари, а средствата се обезбедени од општинскиот буџет. Изведувач на проектот е АД Ининден. Со овој зафат, кружниот тек ќе добие современ изглед и ќе ја подобри безбедноста на сообраќајот во овој дел од градот. Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид распиша конкурс за најдобра беседа посветена на Григор Прличев на тема "Чувај се себе си". Во пресрет на манифестацијата Прличеви беседи 2025, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид распиша конкурс за избор на најдобра беседа посветена на патронот, големиот поет и преродбеник Григор Прличев на тема "Чувај се себе си". На конкурсот може да се пријават млади автори од 15 до 30 годишна возраст. Беседата не смее да содржи политичка, етничка и верска содржина, туку треба да носи универзална порака за мир, љубов, соработка и претходно да не е публикувана. Беседите се испраќаат исклучиво под шифра во печатена форма во 3 примероци до Националната установа библиотека Григор Прличев на улица Македонски просветители број 2 Охрид. Конкурсот е отворен до 15 јануари 2025 година. На авторот на најдобрата беседа, кој со посебен примерок ќе го докаже авторството, ќе му биде доделена парична награда од 9.000 денари и признание со ликот на Прличев. Истите ќе му бидат врачени на манифестацијата Прличеви беседи во февруари 2025 година во организација на Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Шумскиот пожар во Малибу, наречен Френклинов оган, се уште гори. Поради силниот ветер, противпожарната служба е скоро немокна. Изгорени куки, прекина електричната енергија, горат над 3000 хектари, илјадници луѓе се евакуирани. Во оваа богата населба на Лос Анџелес, на многобројни холивудски звезди кои таму имаат куки, им е наредено да ги евакуираат своите домови. Училиштата се затворени, а според градската управа затворени се и делови од познатиот автопат на Пацифичкиот брег.
Нема извештаи за повредени или загинати. Прелиминарните извештаи покажуваат дека пожарот уништил 7 згради, додека 8 се оштетени. Повеќе од 700 пожарникари се борат со шумскиот пожар кој се уште не е ставен под контрола. Властите предупредуваат дека силниот ветер и ниската влажност и понатаму го зголемуваат ризикот од ширење на пожарот, иако најсилните ветрови во Санта Ана со налети до 64 км на час поминале. Условите за пожари понатаму остануваат критични. Се уште не е јасно што го предизвикало пожарот. Америка и дава на Украина 20 милиарди долари од запленетиот руски имот како дел од иницијативата на земјите во Г7 за вонредно забрзување приходи од 50 милиарди долари. Парите се префрлени во фондот на Светска банка за Украина. Заемот од 50 милиарди долари во периодот од 30 години ќе се сервисира со приходи од камати од околу 300 милиарди долари замрзнати руски средства. Исплатата пред инаугурацијата на новоизбраниот претседател Доналд Трамп на 20 јануари е со цел да се заштитат средствата од новата републиканска администрација. Русија ќе биде приморана да ги сноси трошоците од нејзината илегална војна, соопштила администрацијата на Џо Бајден. Чинот да се дозволи Украина да падне ќе предизвика натамошна агресија од Путин и ќе загрози безбедноста на нашите НАТО сојузници во Европа, кои сме договорно обврзани да ги браниме. Успешната Украина ќе ја покаже решеноста на Соединетите држави и нашите партнери да ја бранат демократијата од агресија, да ја заштитат глобалната економија и да ја зајакнат нашата колективна безбедност, било наведено во соопштението на Американското министерство за финансии. Доналд Трамп на неговата платформа Truth Social објави вести кои би можеле да предизвикаат економска револуција во САД и потенцијално да ги променат глобалните стандарди. Секоја компанија или поединец кој инвестира 1 милиарда долари и повеќе во Америка ги добива сите еколошки дозволи веднаш, без исклучок или ограничување, напишал Трамп. За прв пат процесот на добивање дозволи за големи проекти станува моментален и ослободен од бирократски пречки кои го забавуваат развојот со децении. САД ќе стане најпосакуваната дестинација за големите инвеститори, а ривалските земји ќе мораат да го следат примерот за да останат во трката. Овој потек го означува крајот на лажните еколози кои ги монополизираа еколошките стандарди во изминатата деценија и ги претворија во бизнис, рекол Трамп. Тој јасно ставил до знаење дека протестите и притисоците во име на заштита на природата повеќе нема да бидат пречка за економскиот развој. Нема повеќе протести, нема повеќе заработки од блокирање на проекти, нема повеќе уцени во име на лажен екологизам. Според визијата на Трамп, светот се движи кон нова економска реалност, каде што еколошките стандарди повеќе нема да бидат кочница, туку дел од стратегијата за поттикнување на инвестиции. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!